Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за промените на кожата. Една од тие промени се и себороичните кератози. Дали се ризик за нашето здравје? Ке слушнеме од доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерманова. Добро утро, доктор Верче, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро ме најдов, благодарам на поканата. Промените на кожата се многубројни, ги има најразлични состојби. Треба редовно да ги следиме, без оглед на тоа и без разлика на тоа дали некои се бенигни, некои се страшни, не, ама сами не можеме да процениме и затоа треба редовно да посетуваме дерматолог, па и на тој преглед можеби ќе се процени дека станува збор за некоја состојба. Себороичните кератози, една од нив, колку е честа? Себороичните кератози се буквално најчестите промени кои што ги гледаме во секојдневната пракса. Значи тоа се промени кои што се јавуваат негде околу 30-та година. Значи најмладиот пациент со кератоза бил на 25-26 години. За нивната појава најмногу влијание има изложеноста на сонце, годините и генетиката. Ако во вашето семејство родителите или блиските имаат повеќе такви, народно кажано се масни брадавици, мислам тоа е вистинскиот превод, меѓутоа некои ги означуваат и како старечки флеки и слично. Буквално нема човек кој што нема барем една таква промена. Едноставно оди со животот, со годините. Битно е дека се тоа бенигни промени, значи нема никаков ризик поврзан со нив. Ризикот произлегува од понатаму од нивното неправилно дијагностицирање и неправилно водење. Затоа секогаш нагласуваме, бидејќи можеби да не речам, меѓутоа можеби 60% од пациентите кои доаѓаат исплашени поради некоја иритирана промена се најчесто околу овие себороични кератози, бидејќи тие наликуваат во многу нешта со меланомат, затоа што ги менуваат боите, постепено растат, може да имаат и нерамни ивици и многу често при повреда, при иритација, бидејќи се јавуваат на такви регии, например кај жените под градите е најчесто, кај мажите најчесто на грбот ги гледаме, меѓутоа буквално секаде, на скалпот, особено ако има она машка келавост, меѓутоа буквално се јавуваат и каде што има коса, и кај жените и кај мажите подеднакво. Така да, на скалпот ако не ги гледате, ќе ги допрете, ќе ги почувствувате, да, малку така? Имаат рапава површина и наликуваат како да се буквално залепени за кожата. Значи, поентата е што тие се намножуваат со текот на годините. И многу често пациентите доаѓаат на една поодмината возраст, да речеме после 60-та, 70-та, со море од такви промени, кои што веќе изгледаат дури страшно и на голо око, а дерматологот е тој што треба на секоја од тие промени, без оглед дали се 20, 50 или 100, да го стави дермоскопот и да процени дали е навистина обична кератоза или можеби меланом кој само личи на кератоза. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме да зборуваме за себороичните кератози и токму да упатиме и совети и препораки до нашите гледачи дека многу е важно редовно да ја прегледуваме кожата и кога да бидеме исплашени, а кога навистина да го прифатиме советот и препораката од лекарот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до крај, повелете, јавете се, поставете прашања. Ние конкретно ја обработуваме оваа тема, ама оставаме простор да прашате за секоја друга кожна промена која што во моментов ја имате или сте ја забележале кај вас. Со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерманова, зборуваме за себороичните кератози. Рековте, доктор Верче, може каде било на телото, така да се појават кај некого помалку, а кај некого буквално многу, една до друга. Ама секогаш почнува од една. И тие со тек на годините се множат. Зошто пациентите не доаѓаат? Најпрво на време, затоа што сметаат дека се работи за бенки. А знаеме дека со бенките најчесто оди и стравот од нив, а ова се всушност бенигни израстоци, значи воопшто дури и бенките се бенигни, сакам да кажам стравот кој што го чувствувате е сосема неоправдан. Така да обично кога ќе дојде пациентот, да речеме на свој на 30 на години, првата информација што ја дава е дека од скоро докторка има многу нови бенки.
После 40-та година нови бенки нема. Сето она што се јавува после 40-та, еве 45-та да речеме, не се бенки. Бенките се јавуваат додека ние растеме, нели, додека сме во подем, додека се развиваме, а тоа е во детството, во пубертетот, адолесценцијата и 40-та, 45-та е веќе горна граница после која нема нови бенки. Затоа, ако видите нешто ново на својата кожа, после таа возраст, тоа не е бенка. И секогаш дојдете, прегледајте се. Кератозите се можеби повеќе од 80% од тие промени кои што ние ги гледаме на секојдневните прегледи. Меѓутоа ги има во голем број затоа што со тек на време не се заразни, не се шират, не се одедно се пренесуваат. прават, многу едноставно кожата си ги создава, се појавуваат, но така? постепено. Да. И на крајот се случува, нели, доаѓа господја на своји 65-6 години или само што влегла во пензија и јас решив сега да ги извадам овие или ми сметаат или што е ова со овие, одеднаш има многу бенки на секаде. И вие гледате всушност дека се тоа се броични кератози, меѓутоа тие растеле со години, се намножувале со години. Еве, после 30-та обично се појавува првата и може да имате преку стотици такви промени и тоа во најразлични форми и големини. Значи, имале кератоза и од 2 и 3 сантиметри и повеќе. Бидејќи едноставно тоа се кератински елементи од оној површниот слој на кожата кои се напластуваат. И во еден и плюс тоа, бидејќи постои оксидација од самите зашто велиме масни брадавици, тука има и масни елементи. Па стануваат полукафеавкасти, па црни. И формата, и големината, и бојата така им се различни. Интересно е и треба да се нагласи. Светлите типови на кожи имаат светли кератози. Жолтеникави дури може да бидат, дури прозрачни белузлави. Потоа стануваат посветлокафени до кафени и црни кај лицата кои што имаат потемен тип на кожа. Тоа е нормално и тоа го очекуваме. Ако забележиме кератоза кај лице со сини очи, со руса коса, која што е темно кафена на кај црна, веднаш треба да го уклучиме, нели, алармот, бидејќи тука можеби не се јавува за не се работи за кератоза. Или обратно, кератоза која што не соодветствува на сите останати. Секогаш кератозите се во друштво, велиме, во група се јавуваат. Не може да имате само една кератоза и околу ништо друго, да отидете на лекар или некој ве советува, а тоа е кератоза, не е ништо, тоа ти е масна брадавица, а имате само една таква. Секогаш малце сомнеш треба тука да се додаде и да се прегледа, да се види. Ако не се прегледа таа со дермоскоп, не можеме да бидеме сигурни дека е обична кератоза, бидејќи како што кажав, имаме и многу често меланоми кои имитираат кератоза. Меланомот е многу подмолен убиец, значи меланомот е за мене фасцинантен тумор кој што буквално може да го видиме во сите можни форми, бои, големини и на секое место, буквално на секој дел од кожата. И затоа секогаш кога имаме промена на кожата која што не се совпаѓа со останатите, одскокнува, секогаш мора да провериме да не случајно тука некој меланом сака да ни наштети. Е така, ама кога ние нешто вака на очиглед, нели, го гледаме дали на раката, дали на телото, кога ќе се видиме на грбот, секогаш не можеме убаво да видиме, ниту сами да процениме дали некоја промена загрижува или пак некоја промена едноставно така се појавила. Навиката за редовен преглед се уште ја немаме на одењето на дерматолог, кој што и не трае многу долго, така, освен море од вакви кератози промени, каде што умешноста на дерматологот е многу важна, така, една по една да ги провери сите. Така, секако. Значи, секогаш прегледот започнува со помош на рачен дермоскоп. Тоа е ова, еве, мала, мислам, тоа е еден рачен микроскоп, всушност, кој што го наслонуваме на секоја од тие кератози. Значи, едноставно мора секоја да се погледне низ ова посебно светло и оптички апарат, за да ги видиме вистинските структури 10 пати зголемени од она што го гледаме со голо око. Никогаш не може со голо око да кажете ова е кератоза, ова не е. Значи, мора со овој апарат да се види точно за што станува збор. Ова е еден од најновите дермоскопи кои што има плюс и една нова како мислам карактеристика, а тоа е ова сино светло, не знам колку се гледа на камера, UV светло, кое што под кое одредени структури, особено на кератозите, флуоресцираат. Тие кератински масни елементи под ова UV светло стануваат посветли, скоро беличасти и едноставно може да ги препознаеме, бидејќи кај бенките такви структури не гледаме.
И на И тој тука веќе начин одма се можеме воочува разликата. веднаш да направиме разлика дали е таа едната промена. Тие буквално се една до друга. Може да бидат и 2-3 милиметри. Бидејќи секоја промена почнува како бебе, мала, 2-3, а потоа станува 5-6 и понатаму. Значи, уште тогаш може да направиме јасна дистинкција дали е едното кератоза, другото е бенка, бидејќи бенките не ги отстрануваме со течен азот. Бенките не треба да ги третираме со течен азот. Значи, поентата за да не се секогаш направи грешка, така? Така. Бидејќи секако не сме, ние имаме едно правило во дерматологијата и јас лично многу го почитувам. Се додека не сте 100% сигурни, тоа е ретко да сте 100% сигурни во една дијагноза, поготово во случајов за кератозата, не почнувајте со криотерапија. Тоа е оној третман со течен азот. Јас третирам само оние промени за кои сум сигурна дека се бенигни комплетно, во случајов зборуваме за кератози. За папиломите исто така. Тоа се најчестите промени кои може и треба да се третираат, за да го намалиме нивниот број, да не ви сметаат, да не ве плашат понатаму, да не се Некому иритираат. естетски можеби му пречат. Бидејќи се друго, значи дури ако промената е на кожата, она што го гледаме, личи на кератоза, ама доволно да имаме 1% сомнеш. Можеби затоа што е единствена, можеби затоа што е различна од другите, можеби затоа што во последно време почнала повеќе да расте. Тогаш секогаш советуваме хируршко отстранување и доказ. Со тоа имаме дефинитивен микроскопски доказ, наод, да, навистина е кератоза, не е кератоза, е меланоме. Бидејќи секогаш е подобро да отстраниме бенигна промена, отколку да оставиме меланом. Така, да. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Имам едно прашање. Да, повелете. Значи, јас од со години од порано имам околу вратот. Тие се брадавици. Значи, прво се бели, после растат, потемнуваат. Од едната страна имав, сега ми растат и од другава страна на вратов, околу вратот. А бев на доктор, ми даде докторката, ама ги имам со години. Значи, тие не ме болат ништо. Сега докторка ми даде некоја од маста ништо и ми препорача лазерско да се горат тие. И јас со тоа не се сложувам, пошто се плашам. Затоа што овие, мојот покоен татко ги имаше, сега дали ми се то генетски наследни или не знам како ми се пораснати, ги имам, значи можда да не претерам, 20 години ги имам, а не ми сметаат, ама сега се шират од едната страна и на другата ми раснат, во вратот, и грди ми се, кафејави се по боја. Така, добро. Значи, само да ве праша доктор Верче. Грди се шират, меѓутоа пациентката сепак се плаши да ги отстрани, а и смета. Што правиме сега? Така, еве сега ќе слушнете совет и препорака. Внимателно слушајте. Благодарам. Ви благодариме. Со овој преглед, со дермоскопскиот преглед, кој што воопшто не боли, краток е, сега секако нели кој колку има искуство, веднаш да распознае што е што, веднаш ќе се види дали се тоа најверојатно папиломи. Тоа се најобични израстоци на кожата, дури англискиот назив им е skin tag, како етикета, како на додаток на кожата, кој што буквално се јавува со текот на годините поради триењето. Вратот ни е нели најактивен, постојано идеме лево-десно. Тука имаме допир со облеката, со крагњи, со слично. Тоа се провокативните фактори кои што доведуваат со тек на годините тука кожата малку повеќе да пролиферира, да разрасне и да се направат такви папиломчиња. Секако има и генетска предиспонираност, бидејќи ние со гените нели и генот за типот на кожа и реактивноста го наследуваме. Така да кај пациентката е најчестиот пример што се случува, ги имам со години, 20, 30, 50, ги чувам затоа што ми е страв да не се бенки, не сакам да ги отстранам, ама сега ми смета затоа што се многу, буквално имате по стотици. И тие со тек на време потемнуваат. Обично кај потемните лица потемни стануваат, кај светлите може и да останат бојана кожа, меѓутоа стануваат веќе многу упадливи, се отскокнуваат од останатата кожа. Затоа е мојот совет со време, како се појавува, да ги отстрануваме. Течниот азот е наједноставен третман. Сега има и нови, лазер и така натаму, секако, меѓутоа, со претходна дистинкција
дали е папилом, дали е дермален невус, тие исто така имаат слична една структура, меѓутоа по дермоскоп гледаме дали има крвни садови, нема крвни садови, други структури и тогаш сме сигурни невусите не ги третираме, бенките. Сега има и момент кој што се вика невоиден меланом, меланом кој личи на бенка, и затоа бенките не ги третираме со течен азот, бидејќи меланоми кои личат на бенки може да се пропуштат. Така да одговорот е направете еден, еве веќе си сте направиле. Дијагноза имате, зошто се плашите? Јас не препорачувам креми за домашна употреба за отстранување на вакви промени, бидејќи тоа се каустични средства, салицилна киселина или нешто слично и треба многу внимателно да се нанесува да не се оштети околната кожа. Има и одреден продукт кој што има и локален цитостатик во себе. Има пациенти кои што дојде со своето дете што го мачкал за папиломи на вратот и тоа беше ужасни изгореници, па и возрастни. Ама и една до друга може да имате различни промени, а не знаете дали вистинската ќе. Тоа е најважното. Меѓутоа и кога се мачка таа промена, еве, нели сме кажале папилом. Вие мачкате и околната кожа. Околната кожа гори исто како и папиломот, имате после можности од инфекција и така натаму. Затоа во ординација, дали со азот, дали со лазер, со претходна потврда дека да, тоа е папилом или кератоза. Значи бенигно е. Нема страф од отстранување на бенигни промени. Нема ризик од отстранување на бенка. Ова мислам дека по илјадити пат го повторувам секој ден и на сите медиуми да не се плашат, бидејќи стравот кој што го генерираат овие банални промени ја прави штетата кај тој пациент, кај секој човек на психолошко ниво, а оттаму и на имунолошко ниво. А имунолошкото, мислам, одбраната ни е најважна за нашето здравје. Така, да. Кога станува збор за вакви бенигни промени, да, секогаш можеме така да го направиме потегот да ги отстраниме или едноставно да ги следиме така со редовни прегледи. Ама се ако се појави меланомот, тој е многу агресивен за многу брзо време, така може да направи голема штета. Постојат повеќе различни форми на меланом. Најчестиот за среќа е површинско ширечкиот. Значи тој може да се развива со години. Обично тој оди во ниво на кожа долго време како една флека и затоа луѓето го доживуваат ова не е ништо како флека само на кожата, малце стана шарена, ама ја имам со години. И кога некоја промена трае подолго време, веќе се навикнуваме на неа и не ни одскокнува од останатите. Веќе кога ќе дојдат на преглед, веднаш докторот, дерматологот забележува дека таа промена и клинички одскокнува. Површинско ширечкиот се развива полека, меѓутоа сепак тој може во еден момент, ако ви падне имунитетот, може да оди наместо површно да оди надолу. Што му оди надолу, влегува во крвната циркулација, во лимфната циркулација и дава метастази. Раке, метастазите најголемата опасност е од метастазите, така кај овој карцином. Се животозагрозувачки, како и кај секој рак, секој тип на рак. Затоа велам како може луѓето да не се плашат од ракот на кожа, од меланомот, од флеките, под наводници, да го отстрануваат, а се плашат од било кој друг рак, дали на панкреас, на било кој внатрешен орган, нели? Тоа е малце, како да кажам, тоа се некои митови кои што влечат корени од минатото кога немало дермоскопија, кога доцна се откривал меланомот. Основното е нели да се прегледа. Површинско ширечкиот меланом, кога ќе се фати во најмала, во раната фаза, во нулта, во инситу стадиум или првиот, најголеми се можностите дури до 99% излекување е тоа веќе. 99% успешност е скоро рамно на излекување. Меѓутоа ако го оставите да расте, да напредува, веќе тој процент на успешност се намалува, особено ако се работи за нодуларен, значи ако е испакнато. Затоа кератозите се опасни, тие мислам се опасни во смисла ни налагаат малку подетално анализирање, бидејќи меланомот кој што е над ниво на кожа е веќе инвазивен, односно тој оди како нагоре истовремено иде и надолу. И затоа е битно да се фати на време. Јас скоро имав пациент кој што бил следен како кератоза, меѓутоа кератоза која што брзо растела, која што била единствена со својата боја и значи доволно и клинички, ако добро резонирате, имате искуство со таа проблематика, да ставите сомнеш да ова не ми личи на кератоза. Дермоскопски исто така многу чудно беше отстрането и веќе беше нодуларен меланом.
Значи, сакам да кажам, кога станува збор, кога имаме сомнеш за меланом, доврно е 1% да се сомневате дека можеби тоа е меланом, мора да ја извадите таа промена. Не смеете да го оставите пациентот да си оди дома без да го убедите дека треба да се извади. Затоа што имаме многу ситуации во кои што па и колешките кажуваат меланом, се гледа, клинички му кажувате на пациентот дека е меланом, дека треба да се извади, тој одбива од страв да не се случи нешто лошо. Лошото се случува само ако го оставите тој меланом да метастазира. Немојте да одбивате интервенција. Така да. Кога зборуваме за терапијата и отстранувањето, ако забележите 1, 2, 3 промени една до друга, проценувате со дермоскопот, така дека ова е за крио, нели терапија, ова не треба, третото на друг начин или ќе се остави или ќе се следи, така? Или се следат, например, бенките ги следиме, не ги отстрануваме. Отстрануваме ако имаме нешто сомнително. Или ако на пациентот му смета, например, на места каде што има триење постојано, па лесно ја повредува. Или од естетски причини, на лицето. Како може нели луѓе да отстрануваат бенки дури на некои, да не речам, немедицински начини, затоа што им сметаат. Значи, не постои ризик од отстранување бенка. Ризикот постои ако оставиме нешто што личи на бенка, а не е. Така да. Тоа е тоа. Себороичните кератози и папиломите не треба сами на своја рака со најразлични средства кои што се нудат на пазарот да ги премачкуваме, да ги третираме, така туку едноставно дерматологот знае тоа најдобро да го направи. Дури да доаѓате и повремено, во одреден период на 2 недели, не мора одеднаш се да отстраните, поготово еве со нели пациентката. Така? Многу има, тоа е сепак атак на кожата, ќе има воспаление и така натаму. Ја секогаш одам постепено, по одредена регија по регија. Нема брзање, нема потреба од, како да кажам, сите агресивни третмани можат на некој начин да доведат до поинтензивно воспаление и потоа и може да се појават и лузни. А течниот азот е толку елегантен метод и едноставен и безболен, нема потреба од анестезија, така да буквално е наједноставен, а решава многу. И со тоа што кога ќе ги отстраните тие промени, значи, потоа кожата е почиста, делува и естетски поприфат, помлади изгледате, нели? Поубаво. Меѓутоа, најважно од се е, кога ќе дојдете на дерматолог кој што работи дермоскопија, наместо тој да прегледува 100 промени една по една, ќе прегледа 5, ќе прегледа 10. И секако, нели, полесно и за дерматологот, меѓутоа и за вас најважно, затоа што кога е почиста кожата, ако се појави нешто ново кое расте, побрзо ќе го забележите и вие ќе дојдете на преглед. Основно е, нели, да се јавиме на преглед. Не е доволно моето знаење, искуство, надоградување, учење и сето тоа ако пациентот не дојде. Така, точно. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас. И веднаш по рекламите да го слушнеме и следното јавување. Повелете, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Јавуваме се во врска со кожните оболувања. Добро. За кај мене, под окото се појави нешто колко не брунка, него колко масно ткиво нешто. И јас го појави се курус, јас го исчепкам, појави се курус, јас го исчепкам и допринесе бев на кожен лекар. Она докторката ми даде една мас. Сега курус нема курус, али оше си стое тоа како брумче. Како брунка си оше стое, ама нема курус, веќе не фаќа курус. И она рече дека треба да одам на преглед со некој апарат да ме видат. Еве, тоа е овој апарат. Вика дека може да се отстране, да се хируршки. Значи, еве, следно што треба да направите, повторно да одите да ви направат преглед со дермоскоп, еве, кој што овде доктор Верче секогаш кога ние кај нас на емисија го носи со себе дермоскопот за токму затоа да покажете така што значи колку е едноставен, лесен, а колку може многу да открие. Да. За жал кај пациенткава се работи најверојатно за можен карцином на кожа, бидејќи секоја раничка на лицето, поготово нова промена, која што не заздравува,
фаќа крусти, значи не за здраво, повремено крвари, какви масти да мачкате, таа се враќа, не поминува, особено во предел кој што е блиску до очите, бидејќи колку подолго ја оставите, таа иако полека расте, многу полека, меѓутоа сепак расте. Колку е поблиску до окото, толку е ризикот поголем. Базоцелуларниот карцином е една од најчестите промени која што ја гледаме во таа регија. Итно да се направи дермоскопија и да се отстрани што побрзо, да не се плаши од интервенцијата. Бидејќи ако го оставите тоа, ќе го нападне окото или ќе се направи дефект, бидејќи нема толку многу кожа овде. Мора да се отстрани секоја сомнителна промена. Со дермоскоп може да се постави 100% дијагноза дали е базоцелуларен карцином или не. Зашто станува збор така? Штом се поставува таа дијагноза, се препраќа на клиниката за пластична хирургија, каде што ги решаваат комплетно и се доста отстрануваат без никакви ризици и компликации, во амбулантска интервенција. Одите за неколку часа веќе се враќате дома, Имав скоро таков случај, значи промената беше дури како вдлабната, пациентката ја доживувала како бубуличка, ја стискала или фаќало вака ранички, меѓутоа со дермоскоп веднаш се потврди дека е базоцелуларен карцином. Најважното за овој рак на кожа е дека не е опасен. Не се плашите. Меѓутоа мора да го отстраните да не се рашири во кожата. Ова е единствен рак кој што се раширува само во кожата, евентуално во локалните ткива, ама не оди внатре, не метастазира. Живи, здрави ќе си бидете и понатаму, само тргнете и ќе си го решат проблемот. Ете така, верувам дека веднаш ќе го прифати овој совет ваш, ќе оди на дермоскопски преглед и се што треба понатаму во најбрзо време, нели, да си се преземе. Кај себороичните кератози, кога ќе се почне третманот, зошто е важно до крај комплетно да се направи? Многу добра поента. Бидејќи, ако вие ја третирате кератозата на било кој начин, значи вие први сте ја виделе, претпоставувам и со дермоскоп, сте поставиле дијагноза дека е кератоза и ја третирате. Дали со ласер, дали со било каков метод. Мора да ја истретирате до крај. Прво, затоа што ако не ја истретирате до крај, значи да се создаде нормална кожа да остане под неа, ќе порасне повторно и џабе целата работа и време и пари. Додека другиот момент е што недотретирани комплетно кератозите се шарени. Имаат различни асиметрични форми, негде останало едно потемно делче, негде останало едно посветло делче и стануваат и клинички многу суспектни. И сега вие ако сте оделе кај еден лекар, па доаѓате кај друг и тој гледа такво шаренило, може веднаш да стави суспектност за нешто сосема друго, отколку она што всушност како и почнало со третман. Затоа третирајте ги до крај да остане здрава кожа под нив. Не престанувајте. И кај еден лекар најдобро, бидејќи тој ја видел пред да почне да се третира. Така, да го слушнеме и следниот гледач, последен за ова утро во Фактор здравје. Добро утро, повелете. Што потребувам ваму таму? Ве слушаме, повелете со прашањето. Само да го намалите тонот на телевизорот, ако може. Дали сте се уште на линија? Добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката, поздрав до гостинката. Ви благодариме. Добро време имам на материјал на кожата, Екзема, добро. Користам некои препарати само така за здраво малце, ама не за здраве скроз. Што треба да се преземе на Так, колку години имате? Колку години имам јас? 66. Така, добро. Доволно е, доктор Верче. Да. Ви благодариме за јавувањето и ве слушнете совет. Екзема на вака понапредната возраст е малку ретка. Може да се работи за обична ксероза или претерана сувост на кожата која почнува да чеша, меѓутоа може да се работи за нешто друго. Може да има внатрешно некакво пореметување на вредностите на уреа, креатинин, билирубин и слично, односно нарушување на работата на виталните органи кои доведуваат до депонирање на материи во кожата што предизвикуваат чешање и инфламација. Меѓутоа има уште една состојба која што се вика микозис фунгоидес, која што особено кај повозрасни лица кои долготрајно вака
поминува, се губи па се појавува, мора да се исклучи, бидејќи тоа е пак една форма на малигно заболување кој многу споро се одвива, а за да се докаже треба да се направи биопсија. Тоа е основно што треба да го направиме и да го помислиме кога имаме возрасен со екзематични промени. Какви исследувања сега се потребни? Биопсија, општа крвна слика да се види да нема некои отклонувања, ако постоеле порано алергии, меѓутоа алергиите со возраста малце и стивнуваат, нели метаболички се стивнува, а се активираат овие лошите работи со мутација, оштетување на клетките кои што се напластувале цел живот и сега негде ќе појават. Значи основно е да се докаже, односно да се потврди дијагнозата дали е екзема, дали е сува кожа, дали е нешто друго. А за тоа ни повторно дермоскопот ни помага. Значи во последно време ние го користиме, јас лично Ке многу нели кожни промени и за дијагноза на состојби сите проблеми. кожни промени. Значи не само на кожен рак, карциноми, израстоци, туку и на било каква промена, бидејќи гледаме длабински, гледаме каква крвна слика, какви крвни садови има и други некои елементи и тоа ни потпомага плюс пред евентуално нели биопсијата која е агресивен, инвазивен метод, нели кога се зема парче кожа. Ние веќе ја викаме дермоскопијата виртуелна биопсија. Така. Ви благодарам за гостувањето. За крај редовно да правиме прегледи на кожата. Да не се барем еднаш во плашат годината на пациентите. дерматолог да одиме. Да не се си ја плашат. провериме. Значи стравот јас велам за да биде конструктивен, што значи да ве натера на преглед. Штом ќе дојдете на преглед и најчесто тоа ми е најмногу мило кога на пациентот ќе му кажам ова е бенигно, не е ништо страшно. Ми олесни. Знаете колку ми олесни. Да. Тоа е непотребен страв кој што ви тежи и кој што ве оптеретува и ви го троши одбранбениот систем. Не дозволувајте стравот да надвладее. Проверете ги бенките и со тоа И бидете ќе си ви мирни. олесни. Така, да. Ви благодарам уште еднаш. Да. Ви благодарам на покана. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кој не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.